ја известуваме јавноста, така дека по втор пат го распишавме вториот божичен награден конкурс за литературна и ликовна уметност 2025, кој ги ангажира учениците од основните училишта од општина Прилеп. И така овој конкурс кој ланската година предизвика огромен интерес, на кој учествува повеќе од 250 учесници, покажа дека нашите прилепски таленти се подготвени да изразат својата креативност и да го слават божичниот дух преку боја и збор. Оваа година се разбира дека очекуваме уште поголем интерес, да надмине сигурно бројка од 300 учесници. Сите ќе можат да творат на тема Рождество Христово, божичната радост во нашиот дом. Значи можат да творат на моменти кои се блиски до Рождеството Христово или да го насочат своето внимание кон топлината на божичните празници кои доживуваме во нашите домови и да пишуваат или да творат за семејните вредности. Па од оното што го видовме ланската година, видовме дека се така едуцирани, дали тоа било заслуга на менторите од училиштата, сакоем чест и на родителите. Се пофали родители дека и покрај нивните деца за овој настан научили доста работи за Рождеството Христово и така навистина еден воспитно образовен настан за сите, и за младите и за повозрастните генерации, да се запознаат одблиску со настаните, со моментите околу Рождеството Христово и наистина да го доживеат тој божичен празничен дух. Се водиме од идејата да ги привлечеме младите, значи тие се во фокусот на нашите активности и сакаме да создадеме во нашиот храм една атмосфера на духовност и инспирација, каде што духовноста и уметноста ќе коегзистираат и ќе владее атмосфера на љубов и заедништво, што го видовме од настаните културни, уметнички кои ги организиравме през оваа година. И па така преку настапите на врвни уметници како Драган Даутовски, Андријана Јаневска, Ламбе Алабаковски со бендот Имавте и концертна музика? Да, имавме и концертна музика. Настапи оперскиот тенор Стефан Недановски со професорката по пијано од Италија Клаудија Рондели. Имавме една музичка вечер кога ги собравме на едно место прилепските таленти за класична музика почнувајќи од основното музичко училиште во Прилеп, од средните училишта во Македонија и студенти кои што студираат во и надвор од Македонија. Тоа беше една прекрасна вечер. Имавме вечер на хорска музика кога настапи женскиот камерен хор Керамија и нашиот црковен хор Света Петка. Имавме сега брзо во соработка со Државното музичко училиште од Битола настапија пијанисти од тоа училиште. Исто така навистина прекрасна вечер. И еве следниот месец декември, најавуваме доста активности во очи на Свети Климент Охридски на 7 декември. Ќе имаме духовна академија во чест на Свети Климент. На овој музички и литературен, прозен, поетски перформанс во соработка со гимназијата Мирче Ацев од Прилеп ќе се слави ликот и делото на Свети Климент од страна на учениците од оваа гимназија под менторство на нивните предметни наставници по македонски јазик и по музичко образование Дарко
Ристевски и Татјана Ивановска. Потоа на 11 октомври во соработка со Основното музичко училиште од Прилеп ќе бидеме домајчини на музичките таленти за пијано и виолина од ова училиште, и тоа ќе биде уште еден доказ дека уметноста, музиката може да не воздигнува и духовно. Трет настан ќе биде во чест на Свети Николај Мириликиски, патронот на нашиот град, на 16 декември, кога ќе имаме настан во соработка со Основното училиште Блаже Конески, и тогаш нивните ученици ќе го оживеат ликот и делото на Свети Николај преку музички хорски изведби на црковни песни и адаптираното житие на Свети Николај представено во брошура. Тоа е дел од нивните во наставни активности.